Благодарам. Како што започнав и на вчерашната комисија за животна средина, така ќе започнам и сега со разочарувањата околу оваа тема. Првото разочарување беше тоа што оваа програма, значи ние толку сериозно ја сваќаме животната средина, аерозагадувањето и така натаму, што оваа програма ни беше доставена 3 дена пред седницата, односно 2 дена пред седницата на комисијата. Дополнително загрижување и разочарување е тоа што градоначалникот не е присутен моментално. Комисијата апсолутно за се прогласи за ненадлежна, не можеше да одговори на ниту едно прашање. Сега од службите кажаа дека животната средина и овој сектор опфаќа повеќе сектори, повеќе институции. Кога беше поставено барање да се повикаат од релевантни сектори, од релевантни институции, граѓани кои што ќе можат да одговорат на овие прашања, беше повторно кажано дека комисијата не е надлежна за тоа. Понатаму разочарување е тоа што во периоди на енормно загадување на воздухот, кога рушавме светски рекорди, ние не најдовме за сходно да ја свикаме комисијата и од комисијата кажа повторно дека не сме биле надлежни за тоа. Мене навистина ме интересира зашто сме тука надлежни, понатаму од службите, значи од кабинетот на градоначалникот, посочија дека ние уствари тука не треба никако советници да се слушаме и тоа е добро вие советниците да го знаете, бидејќи тука сме за да ја реализираме програмата на градоначалникот. И градоначалникот сега тука не е за да си ја одбрани програмата. Ниту пак да каже релевантни аргументи со кои што ги одбива амандманите. Сега во негово отсуство, после повеќе дневниот молк, тој се изјасни со еден состав за мали деца на Facebook профилот кога заврши енормното загадување во градот Скопје. И ChatGPT му навел дека нема толеранција кон загадувачите. Не навел кои загадувачи се казнети, само навел дека нема толеранција спрема нив. И добро е да се знае дека овие загадувачи кои што наводно биле казнети, спрема кои нема толеранција, не е Усија. Усија не е ниту опоменато, ниту од град Скопје, ниту од централните органи. Ме интересира дали мислите, и вие како советници, како представници од кабинетот на градоначалникот, дали мислите дека народот е недоволно напатен, дека е недоволно искусен или дека е глупав, мисля дека Скопје ни после децении загаден воздух не може да препознат и по мирис, и по вкус, и по болести плюс, дали аерозагадувањето доаѓа од ќумбиња кои што се палат во домаќинствата, дали доаѓа од палење на диви депони или пак доаѓа од загадувањето од индустријата. По толку долг период посочување на прстот спрема граѓаните и домаќинствата, до сега немаше да имаме субвенции за инвертер клими, туку ќе им отидавме дома на тие што уште немаат инвертер клими, ќе им однесавме по една инвертер клима. Постојано се вадиме за тоа дека сме ненадлежни. Градоначалникот во градоначалничкиот мандат на кисела вода го посочи прстот кон централните институции кога беше ВМРО опозиција и кон градските институции. Сега како градоначалник на град Скопје кон централните институции, ама во секоја прилика нагласува колку добра соработка имал со. Ви благодарам за излагањето, помина времето. Во програма